Го победи Југоистокот со 3:0 во фудбал. 20 градоначалници од двата региони денеска во Пехчево си ги одмерија силите во најважната споредна работа во светот, фудбалот. И во двете полувремиња подобри фудбалери беа градоначалниците од Брегалничкиот регион. Во листата на стрелците се запишаа градоначалниците на Пробишти, Пчешиново, Облешево и Кочани. Сигурно дека Брегалничкиот е подобар од Струмичкиот. Многу подобар. И кондиционо, и тактички. Изгубивме, честно. Очигледно колегите од спротивната страна тренирале. Источниот и југоисточниот регион се најактивните региони од 8 формирани во државава. Регионализацијата со цел регионален развој е обврска на државава и дел од политичката визија Европа на региони. Германската ГТЗ работи 4 години на ова поле во земјава. И во поглед на европските перспективи, она што се врши во овој поглед со регионите и со планските региони, тоа се региони на ниво на НУЦ-3 според европската поделба, а мислам дека работата е веќе во тек, но се уште преостанува многу да се направи на ниво на НУЦ-2 региони, односно на национално ниво. Преку Законот за равномерен развој, намерата е точно тоа, да се постигне уедначување во развојот на сите општини, села, градови и слично. Жално е тоа што законот е донесен 2007 година, еве веќе цели 2 години не се имплементира. Ние како лидери источниот регион да ја потурнеме централната власт, да го заживееме примената на законот за равномерен регионален развој. Регионите очекуваат од 2010 доследна примена на законот во делот на финансирањето и средствата од 1% од БДП во износ од 65 милиони евра наменети за регионален развој.